Благодарам и јас. Имено ова го предложив затоа што имам многу забелешки по однос на текстот на предлог законот кој што пред нас денес е на дневен ред, иако јас би се прашала на крајот од моето излагање ќе ви предложам и да не го поддржим, односно да се повлече овој закон. Меѓутоа, пред да започнам со коментари во однос на забелешките кои што ги имам во однос на овој текст на предлог законот, сакам да прочитам некои податоци, имено сакам да дадам информации за едно истражување кое што го спроведила мрежа 23+ во периодот од 11.1. до 6.2.2017 година, кое што истражување вели дека дури 44% од граѓаните сметат дека Република Македонија не е подготвена за пристапување кон Европска Унија од аспект на борбата против корупцијата, додека двојно повеќе 88% веруваат дека реформите во оваа област се важни за пристапувањето. Со извештајот на Греко за оценка на имплементацијата од 1 јули 2016 година, објавен на 12 октомври 2016 година, што се однесува на борбата против корупцијата во собранието на Република Македонија, судството и јавното обвинителство, 142 е утврдено дека Република Македонија на задоволително ниво спровела само 3 од вкупно 19 препораки. 10 се делумно спроведени, а дури 6 воопшто не се ни спроведени. Корупцијата во правосудната сфера е она што особено би можело да загрижува, ако се има предвид посебното значење на оваа фела во градењето на систем за владење на правото, но и во фактичката борба против корупцијата на носителите на други две власти. Република Македонија забележа историски и глобално најголем пат на ранг листата на индексот на перцепција на корупција. За 146 за 2016, 47 Македонија се најде на 90-тото место со 37 поени, што е пат за 24 места за разлика од 2015, кога била на 66-то место според индексот на перцепција на корупцијата. Споредено со земјите од Западниот Балкан, зад Република Македонија се наоѓа само Косово на 95-то место. Почитувани колеги, не смееме да ја занемаруваме реалноста и треба во оваа област да направиме промени за кои што треба сите да се заложиме. Меѓутоа е јасно мислење дека со ваков предлог закон кој што е предложен на собранието на Република Македонија, тоа ќе биде за жал невозможно. Ќе се обидам да се задржам на дел од забелешките кои што ги имам, односно кои што ги имаме како пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Се надевам дека на дел од овие забелешки или прашања ќе добијаме и одговор од министерката, а можеби ќе се согласи со нашите забелешки и дел од текстот ќе биде променет во иднина. Ќе започнам од членот 8. Значење на изразите употребени во овој закон. Имено став 3. Под поимот семејство во смисла на овој закон се подразбира брачниот другар, вонбрачниот другар, деца, родители и други лица со кои лицето од став 1 на овој член живее во заедничко домаќинство. Став 4. Под поимот блиски лица се подразбираат лицата во брачна или вонбрачна заедница со службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до 4 степен, роднините по сватовство до 2 степен, како и секое физичко лице или правно лице со кое службеното лице има приватен однос. Почитувана министерка, како ќе се утврди приватниот однос? Или ова треба да се дефинира подетално, или да се тргне од текстот на законот. Дали, ако случајно, утре јас и вие, некаде пиеме кафе и некој пушти представка или каже дека имаме некаков приватен однос, па бидеме предмет на интерес на оваа комисија. Мислам дека ова е недоволно или воопшто не е дефинирано, а најдобро би било да се тргне од текстот на законот. Имено, Греко препорача дополнително пишано појаснување во врска со поимот член на семејство и подвижен имот од поголема вредност да бидат достапни во контекст на пријавување на имотната состојба. Тука не е дефиниран ни поимот подвижен имот од поголема вредност, иако во препораките на Греко тоа го имавте. Поимот семејство да се редефинира. Живее во заедничко домаќинство. Што подразбирате под ова заедничко домаќинство?
Кој подразбирате под заедничко домаќинство? Дали значи дека ако некој живее со цимер, па и тој цимер спаѓа во тоа заедничко домаќинство? Согласно член 2 од Законот за семејство, семејство е животна заедница на родители, деца и други роднини ако живеат во заедничко домаќинство. Така да дефиницијата за домаќинство е дефинирана во Закон за дефиницијата за семејство е дефинирана во Закон за семејство и мислам дека е неумешно овдека ние да воведуваме, односно да воведувате нова дефиниција за семејство. Ќе одам понатаму. Навистина имам големи забелешки во однос на член 11, односно условите за именување на претседател и членови на Државната комисија. Мислам дека се многу некоректни критериумите кои што ги воведувате во овој предлог закон. Ќе искоментирам и зошто. Ќе ги прочитам неколкуте ставови од член 11. Член 11 став В. Да има високо образование со стекнати 300 кредити или 7/7 степен на образование од областа на правните науки или високото образование со стекнати 240 кредити според ЕКТС или 7/7 степен на образование од областа на политичките, комуниколошките и економските науки. Почитувана министерки, мислам дека правниците се единствените од сиве овие звања, односно луѓе со наведеното високо образование кои што може да бидат членови на комисијата, кои што во текот на своето школување изучувале за корупција. И сега вие за нив ставате највисоки критериуми, односно велите 300 кредити од ЕКТС, а додека за овие со завршени политички науки, комуниколошки науки, економски науки, кои што воопшто не се посветиле во текот на своето школување во оваа област, им нудите многу олеснителни или полесни услови за да бидат членови на оваа комисија. И нормално тоа ќе прифатите дека отвара сомнеш кај нас. Ќе се задржам на ставот Г. Да има најмалку 12 години работно искуство по завршување на високо образование, од кои најмалку 8 години работно искуство во областите на откривање или спречување на корупција, владење на правото или добро управување. Критериумот за работно искуство, како за претседател, така и за членови, мислам дека е премногу ограничувачки. Имено ваков услов не постои никаде во европските земји. Истражувавме, пребарувавме, меѓутоа ваков услов не видовме во ниту една од околните земји каде што има антикорупцијски комисии, како што се Романија, Хрватска, Бугарија, Литванија гледавме, па и други европски земји разгледувавме тука. Меѓутоа вакви услови нема. Овие услови кои што ги препишувате алудираат на тоа дека конкретно го правите, го воведувате овој член за конкретно лице да биде претседател на таа комисија или конкретни лица да бидат членови на таа комисија. Значи, апла се условите пропишани за оформена фигура, која што сите ја гледаме пред нас, само не го изговараме сега името. Ако дозволите вака да помине, значи е многу проверно, многу прозирно. Одам понатаму. Дел од забелешките ќе прескокнам затоа што сум сигурна дека и колегите ќе се задржат, затоа што, како што кажав, на овој предлог закон имаме многу забелешки. Ќе се префрлам на членот 17, односно на надлежноста на оваа антикорупцијска комисија. Имено во член 17 став 2 велите: спроведува антикорупцијска проверка на закони, подзаконски акти и други општи акти согласно методологијата која ја донесува. Мислам дека треба тука да се направи подетален опис кој што ќе биде во самиот текст на законот за оваа надлежност, бидејќи во предлог на законот вие само таксативно набројувате. И покрај методологијата што треба да ја донесе, важно е во самиот закон да постои обврска на предлагачите на закони да добиваат мислење од оваа државна изборна комисија.
Антикорупцијската проверка нема да ги опфати од ова што го читаме и што го гледаме, нема да ги опфати законите чие усвојување се предлага поитна постапка, законите за ратификација на меѓународни договори, законите со кои се врши терминолошко усогласување со други закони, буџетот на државата и така натаму. И вие како претходно како пратеник, како пратеници, сведоци сме дека едни од полошите или кога нешто се сакало да се пробне, се пушта по скратена постапка, закон. Меѓутоа, иако се залагавте за транспарентност, вие за жал во овој предлог закон овие закони по скратена постапка не воведувате да бидат под надзор на оваа комисија. Член 20, во член 17 став 28 викате: ја известува јавноста за својата работа согласно деловник за работа на Државната комисија. Сметам дека во законот треба да има текст, дел каде што транспарентно ќе се гледа кој ќе биде начинот како ќе се уредува деловникот, како тоа ви е замислено. Исто така во член 18 став 1 Државната комисија однесува национална стратегија за спречување на корупција и суди на интереси со акционен план за нејзино спроведување. Во натамошниот текст на законот стои како национална стратегија. Сметам дека треба и во овој член да се делува, односно да се предвиди, да се напише рокот во кој што ќе се донесе таа стратегија, затоа што не е јасно. Што дека велиме ние ќе се донесе стратегија? Во кој период ќе се донесе таа стратегија? Во период од 6 месеци, година, 3 години, 5 години? Многу нејасноти. Пак прескокнувам дел од забелешките, ќе имаме време да расправаме. Меѓутоа, нешто што навистина ми посмета, дори го читав овој предлог закон. Во поглавието барање на податоци од банки и други финансиски институции и пристап до бази на податоци. Член 25. Велите, ќе се задржам на став 3, доставување на бараните податоци. Всушност ќе го прочитам и ставот 1 за да биде јасно што ми е забелешка. Став 1. Во вршењето на своите надлежности Државната комисија може да побара податоци од банки и други финансиски институции. Втор став. Банките и другите финансиски институции се должни во рок од 15 дена до Државната комисија да ги достават бараните податоци од став 1 на овој член. Став 3. Доставувањето на бараните податоци од ставот 1 на овој член не представува повреда на банкарска тајност. Зарем не мислите дека со ова влегувате во приватноста на луѓето, односно во интимата на луѓето? Дали со овој член сакате вие да воведете нов истражен орган во Република Македонија, односно Државната комисија за спречување на корупцијата да стане еден нов државен орган во Република Македонија? Затоа што со законот за банки е јасно определено што значи банкарска тајна и кои институции може да имаат пристап до истата. Оттаму оваа одредба е неприменлива и е спротивна со законот за банките. Значи, ова одредба ви е спротивна со законот за банките. Ако ова сакате да ви помине, вие непоредно со овој закон требаше да пуштите измени на закон за банки, каде што ќе требаше да направите измени таму. Ако не го направите, ги направите измените и таму, не врви ова. Повторно, не знам дали ќе се согласите, сметам дека е лошо законско решение и лош предлог на член. Само кратко ќе искоментирам. Член 26. Повикување на лица. Значи се продлабочува она што го споменав на почетокот, што го спрашав. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе биде истражен орган, нов истражен орган, ќе повикува лица на распит, на испитување, кој ќе го врши тој распит. Глава и уште нова забелешка, ќе се задржам и потоа ќе дадам некои други коментари и видувања. Ќе оставам другите забелешки да ги изложат колегите. Глава 4. Спречување на корупција во политиката. Следење на законитоста, финансирање на политички партии, се согласувам со делот тоа што вие го наведовте. Меѓутоа, и овде ќе има една нејаснотија и не знам дали се прави нешто
за да има свесно, за да има злоупотреба и дали се прави конкретно за одредени лица кои што се занимаваат со политика и кои што се наоѓаат во моментот во политиката. Имено во член 1 пишува: во случај на постоење на сомневање на незаконито финансирање на политичка партија, Државната комисија по сопствена иницијатива или по иницијатива од било кое физичко лице или правно лице може да донесе решение за отпочнување на постапка за испитување на финансирање на политичката партија. Во овој дел се согласувам, реков и со вас, меѓутоа треба да се наведе, треба да се додефинира имено кое физичко лице знае, има информација како одат постапките, законите за финансирање на политичката партија. Што ќе се случи ако се поднесат, например, од некој од физички лица се организираат 700 пријави дека некоја политичка партија се финансира, има забелешки во финансирањето на било која политичка партија. Овдека велам било која, затоа што во нашава држава сведоци сме и знаеме дека тоа може да се организира. И која е целта сега на овој член, односно на ова ваше кажување? За да на крајот кога оваа комисија за спречување на корупција ќе поднесе извештај во собранието на Македонија, каже дека имала многу работа, па имала 700 пријави, па се одговорило на 500 или 700 се отфрлени. Воопшто мислам дека ова не држи место. И иако реков дека овде ќе завршам со забелешките, нешто што ми остана така што морам да го кажам, за пријавување на имотната состојба и интересите, член 82, викате во став 2, изјавата од став 1 од овој член содржи детален опис на недвижниот имот, подвижни предмети во вредност што надминува износ од 20 просечни нето плати во претходниот тримесечен период, хартија од вредност, побарување долгови и така натаму. Почитувана министерки, кој ќе утврдува вредноста на подвижните предмети? Овдека е неопходно до прецизирање, односно проценка на подвижните предмети. Подвижните предмети од вредност над 20 просечни плати, велите, и тоа иди околу некаде 7.000 евра. Дали ова значи, ако ние ќе се земам за пример пратеници, политичари, имаме возила, кои што вистина денеска возила до 7.000 евра има одлични да се купат и да се возат. Дали тоа значи дека ако еден политичар вози возило до 7.000 евра не треба да го пријави повеќе? Или ако некој политичар има 5 возила кои што коштаат помалку од 7.000 евра, не треба да ги пријави повеќе? Значи има многу недоречености овој закон. Меѓутоа, да не биде дека само критикувам, ќе оставам да се продолжи со критикување и понатаму. Јас сакам да се задржам и малку и на еден друг сегмент, односно да дадам еден друг предлог. Имено, во изминативе неколку месеци како ВМРО ДПМН работевме активно и посветено на наоѓање на решение на проблеми со кои што Република Македонија се соочува во различни области. Работевме и на овој проблем кој што е засегнат со ова предлог законско решение. И повторно ќе повторам, сметам дека ако се усвои овој закон ваков каков што ни е денес предложен на дневен ред, Законот за спречување на корупција и антидискриминација, мислам дека воопшто нема да помогне во решавањето на проблемот за кој што сите сме свесни дека како држава го имаме. Она што можам да ви кажам и да го кажам на целата јавност е дека како опозициона партија ВМРО ДПМН ќе ги критикува и во иднина сите слабости, сите грешки и сите лоши законски решенија. Но за разлика од минатото кога опозицијата само критикувала, ние ќе почнеме да ви нудиме и решенија. Се надевам дека ќе ја препознаете добрата волја, која што добра волја имаме заради Република Македонија, која што сакаме да оди напред, која Република Македонија во изминативе година и пол, за жал, можеме да кажеме дека во сите области одеше само наназад, тоа се забележува во секоја сфера од општеството, и затоа како опозиција ќе нудиме и конкретни решенија и предлози.
Ќе вложиме напори да помогнеме, како што кажав, Македонија да оди напред, затоа што интерес на ВМРО ДПМН е да имаме силна правна држава во вистинска смисла на зборот, како правна држава, така и економски силна држава. Така да, сакам, почитувани колеги, да ве запознам, или добар дел од вас празниците сигурно го знаете ова, дека согласно со Универзалната декларација за човекови права, секој лице има право на социјална сигурност, која треба да биде обезбедена преку национални заложби и меѓународна соработка на економски, социјални и културни права, на право на работа, на слободен избор на вработување, на праведни и поволни услови за работа и на заштита против невработеност, а корупцијата се дефинира како неморална, неправедна и спротивна на идеалите за хуманост утврдени во Универзалната декларација за човекови права и во определбата дека сите луѓе имаат основно право да живеат во општество ослободено од корупција. А во насока на Конвенцијата на Организацијата на Обединетите нации против корупцијата, која представува документ кој предвидува универзални стандарди неопходни за почитување на владењето на правото како што се формална независност и непристрасност на судството, закони кои се јавно достапни, забрана на закони кои се применуваат само за посебни лица или групи, забрана за ретроактивна примена на закони и одредби за судска контрола на владините политики и активности. Исто така се посочува на добро владење и учество на јавноста при донесување на одлуки, вклучување и правила за однесување при вршењето на судска функција, на забрана на обструкција на правдата, а користење на физичка сила, закана и присилба заради добивање погрешно сведочење се дефинира како кривично дело или како вмешување во постапката. Имајќи ги во предвид сите обврзувачки и необврзувачки документи на Советот на Европа, Светска банка и други владини и невладини мултилатерални ентиенти, ратификувани согласно со Уставот на Република Македонија, во релација на национални стандарди, базирани на Уставот на Република Македонија, Кривичниот закон и Законот за спречување на корупција, другите законски и подзаконски акти кои регулираат оваа област, ВМРО ДПМН ќе предложи стратешки насоки во насока на борбата против корупцијата. Имено, стратешки насоки за борба против корупцијата, како што кажав, ја изразуваат нашата подготвеност и нашите ставови за спречување на корупцијата и се засноваат на убедување дека корупцијата е голема закана и зло за македонската демократија. Повторно ќе речам, мора сите да бидеме искрени и да ја согледаме реалноста онаква каква што е. Корупцијата е комплексен феномен со економски, социјални, политички и културни димензии и таа го уништува владењето на правото, ја поткопува довербата на граѓаните во демократските вредности и го попречува развојот на економијата, а особено е опасна корупцијата кај високите владени представници, бидејќи е главен фактор со обликување на коруптивна средина и попречување ефективно спроведување на антикорупцијски политики и мерки. Како партија ние изготвивме една стратегија во која се фокусираме на оние клучни мерки чија што имплементација може да има порешителен антикорупцијски ефект, а се насочува кон поголема ефикасност и подобра комуникација помеѓу постојаните тела и единици каде што треба да се земат во предвид потребата да се ангажираат независни, компетентни и честни поединци во институциите за спроведување на корупцијата, без кој институционалниот систем не може да гарантира ефикасност. Затоа сакам да ви предложам да размислите. Ние сметаме дека ова може да постои, меѓутоа вреди да се размисли од ваша страна. Воспоставување на еден македонски национален совет за политика за борба против корупција, кој ќе има советодавни, координативни и контролни функции во однос на антикорупцијските политики и со нив предлагаме да раководи Народниот правобранител на Република Македонија. Таквиот совет е неопходен со оглед на сеопфатната природа на државната антикорупцијска политика и потребата да се обединат напорите за постигнување на позначајни резултати. Како негови главни задачи, тука ги предлагаме да бидат подготовка на национални стратешки документи, програми и планови за спречување и справување со корупција, поставување приоритети и мерки за антикорупцијска политика и известување и следење на нивна имплементација, дискутирање по резултатите од антикорупцијските политики, изготвување на предлози и така натаму. Македонскиот национален совет за политика за борба против корупција предлагаме да биде
составен од представници како од извршната власт, така од законодавната власт, од судската власт, представници на граѓанскиот сектор, представници на локална самоуправа, односно тоа може да биде едно пошироко тело во кое што учество би земе сите оние луѓе кои што моментално спроведуваат политики на антикорупција без јасен и ефективен механизам на комуникација и интеракција помеѓу нив. Имам повеќе предлози, меѓутоа само ова што ви го кажав, ќе се задржам на него, а исто така сакам да се задржам и на еден предлог за справување со корупција во Министерство за внатрешни работи. Имено сметаме дека треба да се направи усогласување со меѓународните правни инструменти на подготвување на антикорупцијското законодавство во оваа област, јакање на соработката со други тела за спроведување на законот, судството, медиумите, цивилните структури за борба против манифестациите за корупција, обезбедување ефективна интеракција со деночните, царинските, финансиските и други администрации на системот на државната контрола и изградба на ефикасен систем за наблюдување на корупција во Министерството за внатрешни работи по применот на полицискиот омбудсман кој што го имаме. Сметаме дека треба да се зајакне институционалното наблюдување. Сивата економија е реален социјален економски феномен што се манифестира во различна форма во стопанството во Македонија и не смееме да замижуваме пред тоа. Значи, ова се некои предлози кои што ви ги даваме како политичка партија, како опозиција која што активно сакаме и ќе придонесуваме колку што е во наши можности за зацврстување на правниот систем во Република Македонија. Јас се надевам дека ќе наидеме на разбирање од ваша страна како власт, затоа што од исклучителна важност е да донесеме еден добар закон за антикорупција и дискриминација. И искрено сметам дека овој текст, овој предлог закон ваков каков што е, не сме ни да оди во второ читање, можеби е најдобро да се повлече од Министерството или пак пратениците да не дадеме амин да помине во второ читање, да се доработи, да се преработи, за да донесеме еден предлог закон со кој што навистина ќе забележиме отскокнување во оваа област, односно ќе покажеме дека навистина сакаме да смениме нешто во областа на корупцијата. Ви благодарам.